Граѓаните ги чекаат парите од поврат на ДДВ, државата смирува, ќе ги добијат. Од воведувањето досега, пракса беше повратот за изминатото 3-месечие да им легне на сметките од 10 до 15. Иако истекува овој месец, најголем дел од лицата кои скенираат фискални сметки се уште ги чекаат парите. Од владата најавија дека ќе проверат зошто се доцни. Од оно што јас го имам како информација е дека повратот се случува регуларно, дека сите оние, би кажала, можеби евентуални недостатоци или застои кои што се има се намненуваат во рок, меѓутоа ќе ми дозволите да проверам со Министерството за финансии, со Управата за јавни приходи, да видиме дали станува збор за некоја друга состава, но од информациите кои што ги имам, повратот на ДДВ оди непречен. Од Управата за јавни приходи велат дека тие ги поднесуваат пресметките, а исплатата ја прави и Министерството за финансии. Од финансии појаснуваат, парите ќе бидат исплатени до крајот на месецот. Исплатата на средствата за скенирани фискални сметки преку апликацијата Мој ДДВ се врши во рок од 60 дена по завршувањето на кварталот. За третиот квартал, од јули до септември, законскиот рок до кога треба да се изврши исплатата е до 30 ноември 2025. Последните податоци кои ги објави Управата за јавни приходи на 11 септември, а се однесуваат за второто тримесечие, покажуваат дека фискални сметки скенираат скоро 503.000 граѓани. Нив им биле исплатени 14,3 милиони евра. Услугата Мој ДДВ беше воведена во јули 2019 година од страна на претходната власт, а максималниот износ кој можеше да се добие од скенирање фискални изнесуваше 1.800 денари. Потоа прагот се зголеми на 2.100 денари. И тогаш опозицијската ВМРО ДПМН проектот го нарекуваше популистички и некорисен. Но со доаѓањето на власт, министерката Кочовска најави дека придобивките и натаму ќе ги користат граѓаните, со одредени промени во надградба на системот на УЈП, кој одбивал скенирање фискални сметки и истите ги прикажувал како да не се оригинални. За сега проектот не се очекува да се укине. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.